Со оглед на тоа дека се наближува периодот на слави и празници, веруваме дека е важно да се отвори ова тема, па затоа решивме да ја направиме токму во првото вклучување денеска на лице место, односно како обилната и мрсната храна му влијае на нашиот организам. Повеќе во однос на оваа тема во продолжение ќе слушнеме многу повеќе совети од мојата денешна гостинка доктор Ирена Ветановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток, како обилната храна всушност му влијае на организмот? Каква реакција пројавуваме самите ние од таа обилна храна? Па прво и основно дигестивниот систем реагира, значи преоптеретење и желудникот се преоптеретува, тенкото црево да ги обработи внесот на хранливи материи, панкреасот, јетрата или црниот дроб треба да се активира, да ги преработи сите и на крај дебелото црево. Па се случува што? Имаме следниот ден. Докторе, ме боли стомак, повраќа, или има затвор, или има диареја, што го да е, тоа се реакции на дигестивниот систем. А пошироко, целиот организам, како реагира кога ќе влезат мрсните материи, холестеролот во крвта, да се дистрибуира шекерот, ете ти го диабет, еве хиперхолестеринемија, липидите, све. Хормоните дури може да се узбуркаат. Се, значи, едноставно претеруваме со јадење. Непотребно. Зашто толку јадење? Значи, човек треба да внимава што прави. А на крај телесна тежина му се зголемува, пошто тоа е навика. Едноставно, имаме диабет у пораст заради тоа, значи не знам кој све нема диабет. Заради неконтролирано јадење. Доволно е само малце диета да држиш, шекерот паѓа. Па нему ни требат ни лекови. Зборувам за оние кои користат лекови. Друго е инсулин зависни. Исто така, ја не знам зашто се научиле луѓе сега толку слаби да прават со толку многу храна. Треба едноставно умот да се одлучи дека нема толку да јадат. Ке земеш, ке пробаш нешто и толку. Јас, например, сега пазам што јадам. Или доцна навечер не јадам. Јас советувам на сите да доцна навечер не јадат. Например, после 5-6 сат максимално да јадат. После ништо. Зборувате дека навиката за јадење доцна е... Да, е штетна. Кажете ми колку всушност пак обилната и мрсна храна во комбинација со алкохол има многу поголема негативна реакција. Па тоа е посебна приказна, затоа што јетрата треба и тој алкохол да го обработи и нормално дека тоа е интоксикација на јетра, на црн дроб. И после тоа ние имаме и пациенти сега у пораст од цироза на јетра. Тоа е катастрофа. Ако константно користи алкохол секојдневно. Еве, некои верувам дека нема да ги послушат нашите совети, дека повторно ќе претераат за време на тие слави и новогодишни празници. Доколку дојде до тоа, дали можеби по тој обилен оброк помага физичката активност или некоја прошетка? Значи, обавезно да се прошета, да се потрошат тие материи што се внес, износ. Внес и износ. Тука мора у баланс да биде. Значи, вие гледате и спортисти, не користат многу храна, они не се преоптеретуваат, спортист јаде умерено и само она што му треба за енергија, за да може да трча, да спортува и така натаму. Ама, овие луѓе што претеруваат со внесна храна, обично ќе си легнат. Тоа мозок се заморува. Едноставно одлучува да спие, не шета. Тоа се такви навики. Претходно напоменавте и дека е до нашиот ум, односно за тоа колку ќе внесеме мрсна храна, обилна храна во нас, како да уживаме во празничната трпеза без да се преадаме, освен што треба нели да се контролираме самите, кои намирници вие ги препорачувате? Обично риба. Да, тоа е веќе нешто друго, ама у ограничени количини ништо, не треба претерано. Значи, се треба умерено да се јаде. Верувам и здрава храна во претерани количини ќе биде штетна.
Така, не може, не е вреќа желудник за све да собере. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да дадеме повеќе информации за предстојниот период. Да, благодарам. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа добредојдени и сите совети со оглед на тоа дека се ближи периодот на празници и слави, па токму ова треба да го запаметиме и да го примениме во текот на тие денови.